Бугарски провокации, македонски реакции, претепувањето на момчето, нов повод и причина за заострување на односите меѓу Скопје и Софија. Во случајов човекот се само идентификува како бугарин и е секретар на тие фашистички клубови што се отворија и тука лежи проблемот. Да беше, да речеме, било каков обичен граѓанин, немаше толку многу фама да се направи. Насилството не е решение на конфликтите, тука отвара сосема нови проблеми како што и во овој случај. Дали постои руско замешателство во релациите меѓу Скопје и Софија? Може ли Гоце Делчев да биде личност кој ќе ги обедини двете соседни земји? Големиот проблем е меѓу националистичките политички партии, които не го искат това. Те създават зидове, създават допълнителни граници, дебели, които да не могат да бъдат разрушени. Тоа е проблема да има двете држави, двете страни своји верзии на историјата и да биде тоа цивилизирано паралелно, па некогаш и заедничко учествување на тие историски фигури. Дали Курти и Вучич ќе најдат заеднички јазик и како ќе се решава статусот на Косово? Дали са Куртием или са посредницима, тоа што е претио подношењем оставке, тоа е заправо еден од механизама да се купи време. Поразителни податоци, расте семејното насилство. Значи, ако некој еднаш го стори насилството, многу често продолжува. Гледате ново издание на Трилинг, добро вечер. Акциите и методите на студената војна ги замрзнуваат односите меѓу Софија и Скопје. Принципите на реторзија, на осветништво се појавија во билатералните односи во Македонија, како преседавач со ОПСЕ, но и во Бугарија, како членка на Европската унија и НАТО, што ја пропушта веројатно шансата да стане ментор на европската перспектива на својот сосед и стабилизација на регионот. Претепан етнички бугарин, Македонија бугарска, забрана за влез кон Скопје, персона нон грата, повлечен бугарски амбасадор, замрзнати заеднички проекти. Недостига уште економска блокада и влегуваме во пат позиција на патриотско-националистичка реторика на нетрпеливост, во која руското замешателство најдобро функционира како во времето на Сталин. Непријателскиот дух излезе од архивите на најмрачниот период на 60-тите во односите меѓу двете соседни држави. Пендаровски и Радев со копипейст на политиките на Тито и Живков. Наместо европски политички сведоци, веројатно гледаме ригидни државници и политичари што се додворуваат на натрешните национал-патриотски сили. Наместо смирување на страстите, разгорување на конфликтноста. Се заоструваат релациите во односите меѓу Скопје и Софија, зошто македонската оформена држава и национална свест се дразни на Џамбаски и Каракачанов, а овдешните политичари ја немаат веројатно храброста брзо и заеднички во преамбулата на уставот да ги внесат бугарите, кои ги подигнат тоновите во кабинетот на бугарскиот и македонскиот председател Радев и Пендаровски. Во наредните минути ќе следите разговор со професорот Жидос Даскаловски. Професор Даскаловски, дали влегуваме во нова фаза во односите меѓу Скопје и Софија и кој ги подигна тензиите во релациите меѓу двете соседни земји? Па, две работи. Значи, во моментов, навистина, влегуваме во една фаза на драстични тензии меѓу двете држави, двете народи, што е навистина жално, наместо да сме пријателски, братски дури, со оглед на историјата, со оглед на блискоста и така натаму, ние се оддалечуваме до таа мера што е кога има анкети на обични граѓани и во Скопје и во Софија, ако погледнете, ќе видите дека се повеќе има жештени изјави самите обични минувачи кои што ги анкетираат. За политичари гледаме дека имаат навистина сериозни изјави и потези. Потегот на отповик на бугарскиот амбасадор, сега без разлика дали поминал мандат или не поминал, е навистина една од најтешките одлуки што донесува некоја влада. Тоа е скоро како пред раскинување на дипломатски односи, пред војни. Во такви ситуации се отповикува амбасадор. Меѓутоа, што е историјатот на целиот проблематичен однос деновиве? Историјатот е малку подолг, односно се тука, јас би рекол, почна од моментот кога
Зоран Заев и СДСМ се обидуваат да ги нормализираат во наводници односите со соседите, односно со Грција и со Бугарија. Прво, нели, кога доаѓаше на власт СДСМ ги нормализираше во наводници односите со албанското малцинство во Македонија. Албанската заедница доби права и можности кои до тогаш никогаш ги немаше, вклучително и генерално исполнување на тиранската платформа, но тоа беше дел на планот на Зоран Заев за подобар живот и така натаму, кој што нели е вклучен за тоа СДСМ да биде на власт. Сега, во надворешна политика, планот на Заев и на СДСМ генерално беше и е нормализација на односите со Грција и Бугарија. Таму никој нема ништо против, меѓутоа, прашањето на која основа. Основата што ја даде СДСМ и Заев е таа да Македонија се прилагоди кон барањата на Грција и Бугарија. И тука лежи проблемот во однос на Бугарија, што ме прашавте, да не имаме еден договор како што имаме, договор за пријателство, меѓутоа договор за пријателство и така натаму, кој што е договор кој што всушност наметнува едно историско преиспитување на односите меѓу Македонија и Бугарија преку онаа комисија која што работи веќе долго време и која што комисија е почетокот на сегашниот проблем, бидејќи францускиот предлог, вие кажувате за уставната промена на статусот на бугарите во Македонија е еден дел од приказната и мислам дека тој е најмалку проблематичниот дел од приказната. По-проблематичен е оној другиот дел во францускиот предлог, односно француско-бугарскиот предлог, кој што се однесува, односно протоколите за кои што зборувавме во летото, се однесува фактички на можноста на Бугарија да ја условува Македонија во рамките на дефинирањето на сопствениот идентитет и историја. Така што се сведува на погрешните чекори во надворешната политика на владата на СДСМ и Заев. Попуштањето кон соседите кои што имаат империалистички, националистички позиции код нас во однос на прашањето на историјата, сегашноста и иднината е погрешно. И погрешно е кога вие дозволувате се отворат клубови со имиња на фашистички соработници. Професор Даскаловски... И погрешно е кога вие не реагирате, кога доаѓаат тука европски пратеници Европскиот парламент, кои што даваат изјави какви што даваат. Не може тоа да не предизвика елементарно ниво на гнев, на нервоза меѓу македонците. Сега се случи инцидент, никој не требаше да го занемари, требаше соодветно се реагира, требаше воопшто не е спорно дека требаше тука да се даде поддршка кон органите кои што го истражуваат случајот, но што беше тоа пренесување на тепаниот во Софија со владин авион на Бугарија? Де факто мешање во внатрешните работи на суверена држава. И де факто признавање дека вие не го контролирате теренот за изливи на емоции и насилство. Професор Даскаловски, велите дека е драматично тоа што официјална Софија донесе одлука да го повика, односно да го повика на консултации бугарскиот амбасадор. Дел од упатените велат дека председателот Пендаровски излага од своите уставни надлежности со барањето или предлогот да се донесе одлука одредени личности да се прогласат за непожелни во државата. А во меѓувреме се обвинува трета страна во диалогот Скопје-Софија, а тоа е Русија. Препознавате руско замешателство во оваа конфликтност меѓу двете соседни земји? Се е можно, меѓутоа Русија во денешно време со сите своји проблеми што ги има во онаа нивна агресија на Украина занимава со Балканот да подпалува оган и да се обидува да направи нов конфликт, ми е малку неверојатно и мислам дека е безпредметно да го користи и македонската државничка страна, а тоа го користи и бугарската во однос на препирките што ги имаат Софија и Скопје. Мислам треба да се малку поодговорни политичарите, малку треба да ги смират тензиите. Наредното чествување на голем празник на македонците е 4 февруари, меѓутоа во бугарска историографија тој е бугарски херој во ред, не е проблем, меѓутоа тоа треба да биде цивилизирано и без никакви ексцеси и инциденти. Мислам дека и понатамошните чествување на одредени историски фигури кои што ги сметаат во Бугарија за вакви и такви и во Македонија за наши да речеме, треба да биде цивилизирано и достоинствено. На крајот на краиштата,
тоа е проблемот да има двете држави, двете страни своји верзии на историјата и да биде тоа цивилизирано паралелно, па некогаш и заедничко учествување на тие историски фигури. Може ли да се случи да имаме реципроцитет, своевидно одмазништво по барањето на председател Перндаровски да се прогласат одредени личности за персона нон грата, да добиеме контра одговор од официјална Софија? Се е можно, иако да речеме во Бугарија положбата на македонците кои што се таму е мизерна во смисол на правна институционална рамка. Знаеме дека тие се обидуваат да се здружуваат, се обидуваат и партија да прават, се обидуваат да прават и медиуми и невладини организации, не им успела. Знаеме дека во Советот на Европа, односно Судот за човекови права во рамките на Советот на Европа има и пресуди против Бугарија. Притисокот е на нив таму, тие веќе комитетот на министри ќе треба да одлучи дали треба да поведе некаква постапка за суспендирање на правото на Бугарија да биде член на Советот на Европа, така што нема потреба Софија дополнително да прави агресивни чекори која веќе агресивно се однесува кон македонците во Бугарија. А можно е како реципроцитет на одредена ваква мерка што спомнавте вие од страна на Македонија по предлог на председателот, Софија истото да го направи кон некакви нивни црни листи на македонски државјани кои што не би имале право да патуваат во Бугарија. А европратеникот Джамбаски вели дека Македонија е бугарска, ако по тоа се подразбира Пиринска и Северна Македонија, дали Джамбаски би отишол во Пирин и во Кукуш и би изјавил дека Егејска Македонија, например, е бугарска? Тоа е многу интересно прашање. На што алудира човекот? Во некоја нивна историска интерпретација во ред Македонија е бугарска, нивна работа, така си толкуваат, меѓутоа кога тоа го изјавува политичар, а не историчар, е малку проблематично, затоа што вие уголо кажувате Македонија како регион е составена од оваа Македонија тука, онаа таму во Егејска Македонија и таа што е Пиринска Македонија во рамките на Бугарија. Ако кажете Македонија е бугарска, дали значи дека имаат претензии не само кон оваа Македонија, туку и грчката сега што ја контролира Грција Македонија. Кој зошто ги дразни националистичките ноти меѓу двете соседни земји? Мислам дека има многу трапави политички изјави, многу несмасни чекори на политичарите од двете страни. Мислам дека и министрот за надворешни работи на Бугарија Милков и изјавите на председателот не уместни се. Сега знаеме дека имало злосторство во Ваташо, знаеме дека тоа го направила бугарската администрација, како што велат тие, војска, фашистичка окупациона сила во рамките на Втора светска војна, меѓутоа сега во моментов нема потреба да се искористат такви моменти да се навредат бугарите, кои што па навредуваат за нивните изјави за тоа дека во Македонија се тепало, илјадници бугарски луѓе што само чувство бугарско биле убиени и така натаму. Тоа, ако е некоја дебата, нека биде дебата на историчари, на универзитетски професори и така натаму. Политичари во моментов треба да бидат малку попрактични и попрагматични, да ги покренеме и прашањата на економска соработка, да ги покренеме прашањата на граничните премири, па до кога ќе се чека граничниот премир, ке Берово, така наречен клепаво да се отвори. Каде е Македонија да притиска за тоа прашање? Каде е Бугарија да се обидува да најде фондови да се изградат коридорот 8, железницата и автопатната инфраструктура? Значи да престанеме со постојани провокации едни кон други, не ни оди во прилог. Мислам дека на Балкана треба да гаиме добри соседски односи, меѓутоа на една балансирана и рамноправна основа, не на основа кај што Македонија ќе попушта. Сметате дека и овде во однос на македонско-бугарскиот спор гледате асиметричност? Па, навистина тоа нема потреба да се одговори, асиметричноста одамна е присутна каде што Македонија се врзува да на некој начин ги исполни сите оние бугарски барања кои што таа ги поставила и во иднина може да ги постави. Што ќе се случи во иднина? Знаете дека евроинтегративниот процес како што е поставен му дава дава на земјата членка која што гради некој однос кон земјата аспирант поголема моќ. Тоа не е само во нашиот случај, тоа во сите можни случаи на поранешни проширување, поранешни преговори. Така што
асиметријата постои, но ние треба како држава, како народ да се трудиме таа да биде што побалансирана колку што можеме, а не да се трудиме да апсолутно удоволиме било какви барања на Софија во однос на Скопје. Професор Даскаловски, дали македонската полиција и судство ни е до тој степен политизирано што сега ќе се обидеме можеби да го влечеме процесот на расветлување на случајот со претепаното момче и зошто се става етнички предзнак? Па, мислам, знаеме во каква состојба и судството, и обвинителството, и полицијата на најниски можни гранки. А она што треба да се направи, која свесна реална влада би го направила е да престане занимава со тоа дали тој христијан е наркодилер или не е наркодилер, дали е криминалец кој што е на некој начин во конфликт со други криминалци. Едноставно да се спроведе темално истрагата и да се најдат и причините и виновниците за тепањето и на таа основа секое насилство да се процесира соодветно. Сега во случајов човекот се само идентификува како бугарин и е секретар на тие фашистички клубови што се отворија и тука лежи проблемот. Да беше, да речеме, било каков обичен граѓанин, немаше толку многу фама да се направи. И затоа е битно темелна истрага, добро процесирано, факти и комуникација со јавноста, без да се шпекулира. Овие шпекулации сега за наркодилер, па тука криминално подземје се судрува, а всушност бугарската страна инсистира дека е натепна затоа што е бугарин. Само тие трач муабети ни се штетни за нас и за нив. Следите тренинг мој соговорник универзитетскиот професор Жидос Даскаловски. Професоре, што може да се очекува на 4 февруари? Може ли Гоце Делчев да биде личност која двете земји ќе ги обедини, со што ќе предизвика спласнување на тензиите, или ќе бидеме сведоци на разгорување на релациите дополнително меѓу двете соседни земји? Тоа треба добра комуникација, како да ви кажам, премиер, председател на оваа држава и на таа држава треба да комуницираат. Како што требало да комуницираат пред да се отворат клубовите во Охрид и во Битола со тие имиња што ги отворија. Значи не може да имате да гаите пријателски односи, да не му кажете на својот колега од другата страна, чекајте малку, па не може со такви имиња, ворете да има бугарски клуб, меѓутоа дајте да го наречеме по некој друг револуционер, поет, писател, што е да. Значи треба да комуницираат. И на 4 февруари очекувам од двете влади заеднички настап во смисол координирано и организирана прослава каде што ќе има протокол, каде што ќе се знае кој, кога, како ќе настапи, каде што ќе има соодветна безбедносна проценка, каде што ќе има соодветни точно одредени позиции, кој политичар во кое време ќе положи цвеќе, која делегација која ќе положи, каде што ќе нема групирање и масовно свиркање или дури обиди за конфликт помеѓу разни страни кои што може да ги очекуваме на тој ден. Кои настани од историјата би може да ги поврза двете земји, а без при тоа да разгоруваат нови поделби? Видете, нашата историја и нивната историја во одредени периоди се преклопуваат. Кои би биле личностите кои што би можеле заеднички да ги славиме, да ги чествуваме, е прашање на договор. И договор на рамноправна основа, на основа на дебата помеѓу историчари е една прашање, а договор на врз основа на дебата на политичари е друго прашање. На времето, например, Георги Иванов имаше некои предлози кои што не беа прифатливи за бугарската страна, бидејќи тие инсистираат точно на тие личности кои го одразуваат на македонскиот национален наратив. Значи, ме разбирате, ако зборуваме за тие личности, еден од нив е Гоце Делчев, Георги Делчев, што често пати го нарекуваат бугарите, не сакајки да го употребат ова Гоце, бидејќи во Бугарија скоро да нема човек што се нарекува Гоце. Во таа насока, значи, може дури да зборуваме за личности како Димитар Благоев, Георги Димитров, може да зборуваме за личности кои што се поети, Миладинови и така натаму, и кои што на некој начин ја карактеризираат македонската природба, меѓутоа се дел и од некои бугарски свети, бугарски толкувања за историјата. Дали Македонија всушност ја плаќа цената на југождановизмот, поточно омраза кон бугарите? Па сега
да речеме во првите години по Втора светска војна односите меѓу Софија и Скопје биле многу блиски. Меѓутоа што се случува по 48 по оној конфликт меѓу Тито и Сталин, пресврт се случува во бугарската политика, во бугарската историографија и всушност од тогаш сме на една војна нога во рамките на историските дебати. Точно е дека во време на СФРЈ и на време на Народна република Бугарија односот кон нашиот источен сосед беше исклучително негативен. Меѓутоа, сега сме во демократија и двете држави можат да ги токуваат и историските личности, и историските епохи слободно и во една академска и релаксирана дебата да ги одредат правците на нивното токување. Професоре, во еден период, поточно во 90-тите, за време на додека претседател на државата беше Киро Лигоров, беше промовирана политиката на еквидистанца. Тоа беше особено се однесуваше кон Софија и Атина, но зошто македонците го имаат комплексот дека никој не сака и дека речиси никој не ни мисли добро поточно, пардон. Секоја држава, секој народ се бори за своето место под сонцето, така и македонците. Ако земете држави во било кој регион, ќе видите дека сите имаат потешкоти во односите со соседите, се додека не ги надминат. Франција и Германија колку време биле во војни, колку крв е пролеана, наоѓаат модус вивенди. Холандија сигурно не е многу среќна за поголемиот сосед кој што колку пати ја има окупирано. Словенија, например, каде се наоѓа? Околу неја се соседи помоќни и да речеме соседи кои од перспектива на словенците имаат земено историски словенски територии и население, од Корушка до Трст и така натаму. Така што не треба ние да правиме нека голема фама, сите околу нас се непријатели, напротив, треба да делуваме упорно, паметно, со отворено срце и ум, да дојдеме до пријателство. Како што сме успеале да го направиме тоа со Белград, како што тоа горе-долу оди добро со Тирана и Албанија во рамките на проектот Отворен Балкан, ќе видиме дали можеме и со Бугарија исто да го направиме. Веројатно ова ќе биде година во која уставните промени ќе бидат во фокусот на вниманието. Зошто меѓу политичките елити има разногласие околу потребата за внесување на бугарите во преамбулата. Генерално сите велат да немаме ништо против, но сепак има но. Па јас веќе кажав што е но, тоа е дел од поголемиот пакет на условување на Македонија преку францускиот предлог. И јас не знам зошто се уште се зборува за тие уставни дебати, а мислам навистина темата е завршена откако лидерот на ВМРО ДПМН и лидерот на Левица кажа дека немаат апсолутно никаква намера да ги поддржат. Без тие пратеници невозможни се уставните промени. И сега, или ќе има нови избори, кај што евентуално нов состав би имал двотретинско мнозинство, па би изгласал уставни промени, или ние треба да се фокусираме на нешто друго, а тоа е како можеме евентуално да дојдеме до подобар договор со Бугарија, како барањата да ги промениме, затоа што сега какво што се не се прифатливи за опозицијските партии во Македонија. Но без уставни промени, тоа е барем пораката од меѓународната заедница, не може и фактички да бидат отворени поглавијата со ЕУ. Така е. Да бидеме во состојба на статус кво? Не, ние можеме активно да делуваме на демократизација, европеизација на земјата, ние не можеме да се откажеме од европскиот пат, ние сме зацртале уште од 89-та дури дека ќе следиме тогаш Европска економска заедница, сега Европска унија, дека ќе влеземе во евроатлантски структури, сега сме среќни што сме дел од НАТО. Меѓутоа дека ни е пријатен овој предлог, не ни е пријатен. Треба дипломатски да делуваме во насока да го промениме. Како, зошто и во која форма тоа би било, тешко да се каже сега. Меѓутоа дека свести се дека утре да се случат, утре Мицковски и Апасиев да се договорат и кажат добре, еве, прифаќаме. Се направат уставните промени. Па затутре Бугарија повторно може да има уште подрастични барања, условувања кон нас. Значи ние на некој начин ако сакаме треба да се осигураме во тоа дека процесот на интегрирање ќе биде на некој начин условно зелено нормален. А ако не, веќе јас не гледам како тоа да го промениме, освен ако не дојде до нови избори. Ја заговарате тезата дека треба да се обезбедат меѓународни гаранции дека
по евентуалното спроведување на уставните промени нема да се испостават нови барања? Па видете сега, секој дури и меѓународните договори се, како да кажам, релативни. Во некои ситуации посилната страна ги напушта или ги игнорира. Земете го случајов на Преспанскиот договор и да речеме основни работи како ослувањето на нашата земја, еве со новото тоа име кое што не е прифатливо за поголемиот дел на граѓани, меѓутоа еве северна. Во Грција на патоказите се уште не постои тоа име, новото име Северна Македонија. Зошто е тоа така? Како е тоа можно? Преспански договор ги реши дилемите или не ги реши дилемите? Сакам да кажам дека ние треба да тежнееме да дојдеме до ситуација каде што ќе имаме некаков договор, нов договор со Бугарија, каде што и со Европската унија, или можеби дури и најдобро со Соединените американски држави, кој ќе гарантира дека нема да ни се меша Софија во идентитетските прашања, дека нема да имаме барања да променуваме истории, да променуваме толкување на историски личности и така натаму. Тоа во моментот со ова влада не е можно. Затоа велам, ако не можат уставни промени, треба да има нови извори, да дојде нова влада која што ќе се обиде да ги промени нештото. Многу често знаеме да речеме братски народ за србите, но доколку споменеме братски народ за бугарите, најчесто оној политичар кој што тоа ќе го изговори, ќе биде на некој начин расчеречен. Имаме двојни аршини кон соседите? Ако гледате историски, поголема блискост имаме со Бугарија отколку со Србија. Меѓутоа, добро, во ред, во рамките на СФРЈ сме имале како република, сме имале позитивни односи кон другите републики покрајни, вклучително и кон Србија. По осамостувањето, Србија постепено си дојде на себе си и ја призна и Македонската православна црква, ја призна и самата држава Република Македонија. Односите со нив се сега сосема солидни, така што е некако природно дека ги чувствуваме поблиски. Србија и српската политика, отколку Софија и бугарската политика. Мислам дека Софија греши и дека треба да го промени ставот. Нивните максималистички барања кои што сега ги пуштаат кон Скопје се погрешни и треба да се ги променат. Не за друго, затоа што прават таков раздор кон македонците што сега веќе не станува збор дека ние можеме да имаме ништо повеќе освен добрососедски односи. Не, значи, веќе братски односи со Софија моментов се илузија и за жал тоа е така. На што се должи оваа политика на ВМРО ДПМН на резервираност кон бугарите, особено во делот на спроведувањето на уставните промени? Па мислам дека бевте на оние протести што се одржува против францускиот предлог, ќе сватевте дека се однесува на целиот тој пакет на барања кои што и протоколот кој што се потпиша и кој што сега е на маса како дел од францускиот предлог и се однесува на толкување на историјата на Македонија и македонците. Тоа е неприфатливо како ние, како независна држава, да го дозволиме. Веќе во Преспанскиот договор се случи катастрофа, каде што ние де факто, односно де јуре, се откажавме од историјата во Егејскиот дел, и вклучително од Гоце Делчев, ако сакате, и се откажавме и од името. И сега ова повторно да ни се случува е малку претерано и мислам дека секој разумен човек во Македонија тоа ќе го прифати. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам. Крвнички претепана од својот поранешен партнер во присуство на нејзината 6-годишна ќерка. Овој најнов настан од насловите на информациите за растечко насилство е само дел од регистрираната бруталност во семејните и неформални заедници, во кој главно жртви се жените. Едва и 5% од настраданите се одважуваат да ги пријават тортурите што главно послабиот пол ги доживува во заедница со сопругот, невенчани партнери или во брак или пак неформални заедници. Професор Ангелина Станојовска од Битолскиот правен факултет, доктор по безбедносни науки и криминологија. Во наредните минути токму со неа ќе разговарам околу овој негативен тренд на се поголемо растечко семејно насилство. Професорке, вие бевте Фулбрајтов стипендист во САД на престижниот Сент Луис универзитет. Ги истражувавте новите форми на криминална бруталност. Овој период или овие денови сме сведоци на брутално насилство. Може ли да говориме за политичко монтирано насилство кога станува збор за претепувањето на момчето
кој деновиве се лекува во Софија и на што се должи сепо нагласениот ваков одмазнички пристап? Јас сметам дека не би требало овој настан се додека не се утврди што се случило, да се користи во политички цели. Би требало да се остави на јавното обвинителство да утврди кои се мотивите на сторителите, зошто се случило тоа, дали навистина постоеле конфликти меѓу двете страни, па потоа да може во јавноста да се зборува околу тоа која е причината поради која што се случи насилството. Или насилството како насилство не треба да е решение за какви да било конфликти, без разлика дали тоа се лични конфликти заради тоа што тврдат дека биле сторителите или пак е заради нечија етничка припадност. Значи, воопшто насилството не е решение на конфликтите, туку отвара сосема нови проблеми како што и во овој случај. Се доведовме до ситуација деновиве дека главната тема да биде етничката припадност на претепаното момче, а не за сторителите и причините за инцидентот. Зошто? Добро, јавноста секогаш кога има некои карактеристики на кај жртвите го користи тоа во дискурсот. Меѓутоа пак етничката припадност во ред во случајот се погоди таква каква што е, односно дека е бугарска етничка припадност на жртвата, но пак не би требало во јавноста се зборува за тоа се додека јавното обвинителство точно не утврди кои се причините поради кои што се случило насилството. Само тогаш точно ќе знаеме што на вистина се случило и поради што се случило тој настан. До тогаш може само или да нагаѓаме, што пак предизвикува уште повеќе проблеми во јавноста. Дали со одоговлекувањето на расветлување на случајот всушност оставаме простор за сомневање? Добро, зависи. Действувањето јавното обвинителство секогаш е поврзано со комплексност на случајот. Најчесто јавното обвинителство или има рокови во кои што треба да постапува, така што во секој случај претпоставам дека јавниот обвинител таму ќе ги почитува тие рокови и дека набрзо ќе излезе со резултатите од тоа или од целокупната процедура за тоа што се случило. Бугарски провокации, македонски реакции и повторно завладување на односите меѓу Скопје и Софија. Бугарскиот претседател Радев најавува дека ќе ги искористат сите механизми за да ги информираат меѓународните партнери за наводната антибугарска реторика од страна на властите во Скопје. Во наредните минути ќе разговарам со европскиот пратеник и известуваш за Македонија во Европскиот парламент Илхан Чучук, кој на почеток го прашам дали е познат случај во Европскиот парламент ако некој европратеник од екстремната десница во Германија или пак Франција се прогласи за персона нон грата и поради идеолошки или националистички изјави. Не ми е познат такъв случай. Кој ги заладува односите меѓу Скопје и Софија и на што се должи ова нетрпеливост последниот период? Тези, които не искат да имат добри отношения между хората, въпреки че беше направено немалко между университети, училища, образователни, културни програми, които имат за цел да съберат страните от двете страни на границата, хората от двете страни на границата. Тези, които не искат да видят Европейския съюз единен, тези, които не искат да видят Северна Македония и с това Западните Балкани, част от един съюз, който има ценности, правила, върховенство на правото, високи демократични стандарти. Там искам да бъдем всички. И българи, македонци, и турци, албанци, и цигани, и всички, които са се устремили по пътя към добруването, към създаването на реалности, които са европейски. Това трябва да бъде не само мечтата, а всеки ден ние политици да работим за реализирането на тази цел. Во јавноста преовладува и во Скопје и во Софија дека ваквата реторика на меѓусебно обвинување меѓу двете страни може само да го продлабочи јазот меѓу соседните земји. Дали не мислите дека после договорот во 2017 меѓу двете земји всушност
релациите меѓу Скопје и Атина, меѓу Скопје и Софија всушност наместо да бидат доближени, напротив се оддалечија? Не мисля, защото договор от 2017 година постави ясни параметри. Той е добър като договор, но той трябва да бъде изпълнен със съдържание. Много пъти сме говорили с вас. Търсенето на общото не е лесна работа. Когато толкова време сме имали близки отношения, едно дърво, когато е раждало, създавало плодове, не може да бъде зачеркнато и да се каже, че няма нищо общо или то не е създавало плодове. Напротив, но историята трябва да бъде добър учител, да се вземат поводи от добрите и от лошите неща от историята и да се върви към бъдещето. Договорът сам по себе създава една рамка, но как тази рамка ще бъде изпълнена? Дали ще имаме ние политиците, вие медиите, гражданското общество, необходимата култура, търпение, знание и желание да направим реалността по-добра от днешно време, е наш личен избор. И големият избор е тук на политиците. Вместо да търсим огъня, да създаваме противопоставяне от едната страна, за да може да има противопоставяне от друга страна, с цел да се спечелят 1, 2, 5 гласа, един избор, втори избор. Не може да бъде целта на обединението, не може да бъде голямата идея, която да свързва двата народа, да свързва двете държави. И вижте, между хората наистина няма проблем. Аз виждам, че те желаят да работят, те го правят. Когото съм свързал аз с моите възможности, оттам е излязъл бизнес, оттам е излязъл добър проект, оттам е излязъл добросъседство, излязло е приятелство, любов. Големият проблем е между националистическите политически партии, които не го искат това. Те създават зидове, създават допълнителни граници, дебели, които да не могат да бъдат разрушени. Национализмът е такъв, той противопоставя. Не е патриотизъм, това го казваме на българските и на македонските политици. Не е патриотизъм да противопоставяш, да нагнетяваш. Патриотизъм е всичко това, което е различно, да го вкараш в обща идея, в общ концепт, в общо бъдеще, в проекти, които да развиват отношенията. Веселин Стојнев, бугарски колумнист за Deutsche Welle, ќе напише: колку повеќе ги убедуваме македонците дека сме биле едно, дека минатото е всушност наше, толку повеќе ја загрозуваме нивната желба да бидат други, поразлични од нас бугарите. Формирањето на македонската национална самосвест одамна е факт, признаен дури и од најтврдокорните антимакедонски патриоти во Бугарија, кои сонуваат барем да ја реконализираат македонската историја. Како може минатото повторно да стане заедничко? Никой не отрича правото на съществуване на македонска нация, нормален политик, нормален граждан. Никой не отрича правото на самоопределение, на който и да е. Но трябва да се уважаваме такива, каквито сме. Трябва да уважаваме човешките права и свободи. Трябва да търсим гаранция за върховенство на правото. Винаги, когато се случва нещо на Балканите, то създава впечатление, че историята обратно се връща върху нас. Тя някак си ни поглъща. Смисъл на това да бъдем част от Европейския съюз, да уважаваме различията си, да ги оценяваме. Както англичаните казват, we agree to disagree. Ние се съгласяваме, че имаме различия, но искаме да продължим с тези различия да живеем. Това може да стане само чрез зачитане на различията, зачитане на идентитета на който и да е било, на неговото право на съществуване, на самоопределение, но това минава и през зачитане на универсалните права, на човешкото право, на достоинството, на това да има правда. Когато някой е бит, трябва да има престъпление за този човек, да бъдат открити извършителите ми, трябва да има законност, трябва да има правила. Когато има правила и норми и те се спазват от всички, много по-лесно се живее. И така се гледа повече към бъдещето, отколкото към миналото. Што значи пораката на бугарскиот председател Радев дека Софија ќе ги искористи сите механизми и ќе го информира Брисел за антибугарската кампања која се води кон источниот сосед? Дали ова уште едно навестување за можно бугарско вето и повторно поставување на нови услови на македонскиот пат кон Европската унија? Нека да бъда максимално откровен. Това, което се случи с Християн, имаше огромен отзвук в България. Политически и граждански отзвук. И имаше, смея да кажа, добра реакция от страна на двете държави. Идването на министъра на дворешните, на външните работи, Бояр Османев, показа знак за добра воля.
Знак, че добросъседството трябва да бъде приоритет в отношенията между двете държави. Но заедно с това, всеки ще наблюдава и европейските институции, и българската държава, вероятно, как Северна Македония изпълнява своите ангажименти, поети в договорите. А в центъра на така нареченото френско предложение са човешките права и свободи. Не може да бъде игнорирано това. Ако за историята е нужен процес, нужно е повече знание, търпение, нужно е професионално око. За това има историческа комисия. Моето мнение винаги е било историческата комисия да бъде оставена спокойно, без да бъде политизирана, идеологизирана, да намери своите заключения. То за човешките права и свободи всеки ден трябва да се борим. Дори в едно общество като македонското, което е шампион по утвърждаване на демократични стандарти, което се гордее с достиженията си, на своите етнически заедници, на своите общности. Време е този кръг да бъде разширен и с българската етническа заедница, и с черногорската, и с хърватската, за да може смисъла на това мултикултурно и мултиетническо общество да бъде запълнено. И докато не се обединят ВМРО с СДСМ, с подкрепата на другите партии, да бъдат направени така необходимите промени, които са част от френското предложение за вписването на тези три етнически заедници, такъв тип напрежения ще продължат да съществуват. Поръката ми е, заключението ми е и към двете страни. Не е време за създаване на допълнително напрежение. Това лесно може да го направим. Има много примери. Правили сме. И винаги сме стигали до най-ниската възможна точка. Трябва да намерим начин такъв тип тежки проблеми, човешки трагедии, да намерят правда и заедно с това да ни даде още един мотив да продължим към пътя си, а именно Европейския съюз на двете държави. Како ги коментирате разногласијата во македонската јавност околу спроведувањето, односно усвојувањето на уставните промени и неопходноста од внесување на бугарите во преамбулата? Дали ова и натаму останува главен услов за и официјално започнување, односно отворање на поглавијата со Европската унија? И што доколку до крајот на оваа година уставните измени не бидат реализирани? Реално това е единственото условие. Няма друго условие, което е поставила България. И няма да има други условия. Тези, които коментират, че България ще има и второ, и трето, и пето условие, не работят за европейския просперитет на Северна Македония. Условието е това, за да се започнат реални преговори. Получи Македония първата междуправителствена конференция, политическото отваряне, оттам нататък, като приключи процеса на скрининг, ще започне и реалното преговаряне, което означава повече икономически печалби за Северна Македония, по-високи демократични стандарти, активно ангажирани в европейските процеси. Това е европейския път. Тези, които говорят обратното, че има условия, че няма да се съобразят с френското предложение, което своеволно европейско предложение, не работят за европейската идея на Северна Македония. Што очекувате на 4 февруари, на денот на Гоце Делчев? Аз искам да бъде като миналата година. В знак на приятелство, на добросъседство. Гоце Делчев е фигура, която трябва да обединява. През неговата памет трябва да се изграждат мостове на приятелство, добросъседство. През неговия личен пример и голямата фигура на Гоце Делчев трябва да минава европейското бъдеще на България и Северна Македония. Миналата година бях там, тази година няма да мога да бъда и се поклоних в името на европейската иднина на двете държави. Ви благодарам за разговорот. Речиси 2 децении се занимава со веројатно најтешкиот аспект во новинарството, а тоа е истражување на криминалот и корупцијата. Беше еден од највлијателните новинари во неделникот Време. Од 2007 година работи за БИРН, една од најважните новинарско-истражувачки центри во Србија. Сега е директор на најгледаната и највлијателна продукција Newsmax Adria и како инфлуенсер на Твитер има безмалку 80.000 следбеници. Слободан Ѓорѓиев важи за еден од највлијателните српски новинари и гласен критичар на председателот Александар Вучич. Добил дури и смртни закани. Токму со Слободан Ѓорѓиев разговарам за најновиот развој на состојбите во релациите меѓу Белград и Приштина и понудениот
француско-германски план. Како тој го оценува планот кој го доставија до Белград и Приштина, Франција и Германија? Дали принципот на земи или остави го стави во некаква пат позиција председателот Вучич и најавата дека тој би можел да се повлече од председателската функција? Za taj plan smo čuli još u septembru. Ovo je trenutak kada on treba da se sprovede. On je dobio odobrenje od svih članica Evropske unije u decembru i to je ono što danas vidimo i kako dani prolaze. Izgleda da će u stvari to biti osnova za neki drugi sporazum između Beograda i Prištine. To sada postaje očevidno. Vučić je predstavio da je ponuda koju je dobio na sastanku sa Velikom petorkom ultimatum. Juče smo čuli ovde od predstavnika Francuske i Nemačke da nije bilo nikakvog ultimatuma, da nije bilo nikakvih ucena. Dakle, on se služi tim svojim klasičnim PR tehnikama da zastrašuje stanovništvo, da bi u nekom drugom koraku sebe predstavio kao pobednika i nekoga ko je uspeo da se izbori za neki veliki rezultat. Naravno, on želi da sačuva rejting u svom biračkom telu i to su načini na koji on to čini. Međutim, u suštini, ovo što se sada, da kažemo, nudi, jeste zapravo da Priština samo napravi zajednicu srpskih opština, što je trebalo već da uradi po prvom sporazumu o stabilizaciji, o normalizaciji odnosa, dakle iz Brisela 2013. godine, a da Srbija zapravo odustane od politike od priznavanja i da ne sprečava dalji ulazak Kosova u međunarodne organizacije. Господин Георгиев, постои ли опасност да се создаде тензија и да се предизвика нова ескалација во регионот, која може да има и домино ефект врз целиот Балкан? Po meni, barikade s kraja prošle godine su bile posljednji taj trenutak kada je moglo da dođe do neke eskalacije, kada je to zaustavljeno, kada su one pomerene. Mislim da je ta stvar završena. Ti Vučićevi mini ratovi koje on sporadično vodi sa Kosovom, vikend mini ratovi, sada su se preselili na televiziju. Dakle, on je ovog vikenda imao taj televizijski zapravo mini rat, nije mogao da pravi barikade, nije mogao da pravi ništa dole na graničnim prelazima, nije mogao da šalje vozove sa ikonama, dakle ništa od toga više ne može da uradi. Vidimo da je kosovska policija, bez obzira što su i Srbi napustili na severu Kosova i to je prosto to. Mislim da nema tu nikakve dalje eskalacije i da sada zapravo mora da se ide ka nekom političkom dogovoru. Српскиот председател Вучич деновиве нагласи дека ништо не е дефинитивно одлучено во однос на преговорите со Приштина. Според него последниот збор ќе го има Српското собрание. Во меѓувреме во партијата СНС има недоразбирања, турбуленции во однос на последниот предлог кој го понудија Франција и Германија. Epilog će biti nastavak razgovora, dakle, kakvi god oni bili, dakle, da li sa Kurtijem ili sa posrednicima. To što je pretio podnošenjem ostavke, to je zapravo jedan od mehanizama da se kupi vreme, dakle, kada je reč o tim pregovorima, a ovde konsolidacija svoje stranke. Dakle, on je traži još ljubavi, dakle, od članova partije, što je i dobio, dakle, kako su rekli, on je napustio sednicu predsjedništva, ljut. Onda su oni krenuli svi da pišu kako ga vole, kako ga žele, kako bez njega ne mogu, kako bez njega čak i ne postoje. Tako da je to jedna, rekao bih, još jedna samo deo te njegove PR strategije, ništa dalje od toga. Ali je moguće očekivati da bi on, da bi u ovim pregovorima, dakle sa Prištinom i sa ovim posrednicima, mogao recimo da izazove neku političku krizu unutar Srbije, pa da organizuje nove izbore, bilo za parlament, a možda čak i u nekoj toj varijanti da on kao podnese ostavku pa da napravi još veću krizu i da na taj način kupi vreme da bi odložio neminovno, a to je pravljenje tog novog sporazuma o normalizaciji sa Prištinom. Добре да е за Ангелина Станојовска од Правниот факултет на Битолскиот универзитет.
Насилството врз жените станува важно прашање за општата индивидуална безбедност. Овој се смета и како кривично дело. Оно што се наметнува како прашање е на што се должи овој негативен тренд на се позачестено насилство врз жените. Се работи за сериозен општествен проблем кој што своите корени ги има пред се во и патриархалните односи кои што постојат во општеството и воопшто таа диференцијација на моќта која што постои меѓу родовите од една страна или жените, од друга страна мажите. Е кривично дело, нели семејното насилство не директно, туку како дел и квалифициран облик на повеќе типови на кривични дела кои што се содржани кај нас во кривичниот законник. Така што тоа е една страна во однос на санкционирањето, меѓутоа зголемениот тренд пред се е поврзан можеби во еден аспект со темната бројка, односно тоа што жртвите често решаваат да не го пријават насилството кој што им се случува. Во истражувањата кои што постојат и сум ги правила во еден дел во однос на криминалното однесување на жените, една од причините поради која што често се решаваат да не пријават е тоа што не доаѓаат до заштита од страна на институциите, односно што се случува од моментот кога ќе решат да пријават. Што значи не значи дека не го препознаваат, туку пред се е тоа поврзано во однос на нивната заштита. Што ќе се случи кога ќе решат да пријават, затоа што имало навистина примери кои што покажуваат дека откако жртвата ќе се реши да пријави, не наидува на потребната заштита од страна на... Дали тоа значи дека и институциите потврлаат? Па често пати потврлаат заради тоа што не е доволно само да се пријави, што ќе се случи после тоа, нели како ќе заштитиме жртвата, каде ќе ја сместиме за да не биде во контакт со сторителот, или ако доаѓаат од заеднички дом, не е доволно само да го отстраните сторителот со времена мерка од домот. Потребно е некаде да има можност жртвата да биде сместена и да ја добие потребната и психолошка и медицинска, а и правна поддршка во целата процедура. Дали ова меѓусебно заштитништво и на некој начин нефункционалноста на институциите во делот на да се застане во одбрана на жртвите, всушност е и главната причина поради која жртвите не се одлучуваат да го пријават насилството? Еден од факторите е тоа што многу често кај нас барем можеби и менталитетот е таков и поради се уште таквите патриархални односи кои што постојат, многу често знаеме да впериме со прст кон жртвите, воопшто нели на каков и да било тип на насилство, пред се насилството врз жените и семејното насилство, но и сексуалното насилство, или нели оној тренд на victim blaming, дека жртвата е таа која што е виновна за тоа што ѝ се случува, дали таа некако го провоцирала партнерот во случајот кај семејното насилство или не постапила онака како што било очекувано од неа, па сега или се случува семејното насилство, од друга страна и тоа интерсемејно пренесување семејното насилство, односно генерациско пренесување, што се случува со децата кои што го гледаат насилството, не мора да се директни жртви, туку индиректни. Тие деца добиваат представа дека насилството во семејството или меѓу партнерите е нешто што е нормално и дека и тие понатаму во своето примарно семејство би можеле да го практикуваат како нешто со кое што би можеле да ги решат конфликтите со својот партнер или партнерка. Професор Станоевска, јавната обвинителка Фетај пред 2 години во Битола има констатирано дека семејното насилство се дефинира како малтретирање, грубо навредување, физичка сила што внесува чувство на страв, несигурност. Дали и како да се третираат современите форми на семејна дискриминација, демнење, сексуално вознемирување? Па Истанбулската конвенција има навистина дадено добри насоки околу тоа што треба да се направи, или ние ја потпишавме, ја ратификувавме, така што сега сме во една фаза на внесување нови кривични дела во кривичниот законник, или инкриминации, кои што доаѓаат со врските од Истанбулската конвенција и се поврзани со воопшто целиот феномен на родово засновано насилство, или не само семејното насилство, кое што е само еден аспект од родово заснованото насилство. Така што сега тие измени на кривичниот законник поминаа во прво читање пред нова година некаде. Меѓутоа, за да станат кривични дела, сите нови појавни облици кои што се во предлогот треба да поминат и во второ читање, што голем дел од тие
нови кривични дела се баш поврзани со обврските од Истанбулската конвенција и би требало на уште повисоко ниво да го да ја подигнат заштитата од една страна на потенцијалните жртви од овие типови на криминално однесување, од друга страна да се укаже на потенцијалните сторители дека има однесувања кои што се неприфатливи, кои што се на ниво на кривични дела. Не ви се чини дека помал се бавно се спроведува процесот на имплементација и спроведување на Истанбулската конвенција? Да. Сметам дека навистина бавно досега барем овој дел на воведувањето нови кривични дела, кои што се поврзани баш со тие врски, требаше да биде завршен. Каде е застаната работата поточно? При Истанбулската конвенција поради, јас лично сметам дека поради погрешната представа која што е создава во јавноста и тоа што голем дел од луѓето не осваќаат нејзиното вистинско значење или постојат некои шпекулации околу тоа што сака да воведе во Истанбулската конвенција и ја искористуваат ситуацијата одредени движења погрешно да ја представат конвенцијата воопшто како меѓународен документ и обврските кои што произлегуваат од неа, така што таа од еден аспект создава отпор во некој дел од општествената заедница, од друга страна не знам, можеби политички застанаа некаде тие измени на кривичниот закони кои што досега навистина требаше да бидат завршени. Вие во една студија велите дека изворот на физичкото и семејното насилство лежи во напнатоста која се повеќе се зголемува поради социјалните, општествени девијации и декаденции. Да, тоа е всушност еден дел од генералната теорија на напнатост на Роберт Агњу, кој што во криминологијата е дел од теориите на напнатост, кои што се обидуваат да утврдат од каде, поради што се случува криминалното однесување. Таа е социолошка теорија, која што напнатоста врзува со важни животни настани кај луѓето, односно индивидуата. Еден дел е дали индивидуата ќе успее да достигне некои позитивно вреднувани цели кои што постојат во општествената заедница или да достигне некој општествен статус или да заработи доволно пари колку што посакува или да го добие работното место кое што го сака. Потоа загуба на позитивно вреднувани стимули, например да загуби интимна врска или пак некој близок пријател или роднина. И можеби најважниот извор на напнатоста е постојањето на некои негативни стимули, како што е, например, виктимизацијата од каков и да било вид. Пред се, кај жените, бидејќи го имам поврзано тоа во истражување, криминалното однесување на жените, во еден дел тоа е сексуалната или насилната виктимизација. Многу често, например, кај нас, жените кои што издржуваат казна затвор за убиство, ги убиле своите интимни партнери. Но ги убиле заради тоа што долги години претходно биле виктимизирани, односно тие жени биле жртви на насилство од страна на интимните партнери и не успеале во тој лавиринт со институциите да излезат од кругот на насилство и на крајот на еден ден го прекинале насилството со тоа што решиле да го лишат од живот партнерот. Професор Станоевска, кои се главните причини за сексуално вознемирување и семејно насилство? Сексуалното вознемирување е само еден дел од сексуалното насилство, кој што е навистина истражуван и во европски рамки и надвор, пред се во Соединетите американски држави. Кај нас, жал, не толку многу, меѓутоа не е нов феномен, но не беше истражуван заради тоа што предизвика интерес баш во овие последни години со потпишувањето и ратификацијата на Истанбулската конвенција. Ќе стане кривично дело, терминот кој што ќе се користи ќе биде полово вознемирување. Јас лично сметам дека тој термин е претесен, затоа што фаќа само еден аспект од сексуалното вознемирување и би требало законодавецот да го користи терминот сексуално вознемирување, но добро, една добра страна е што решава да го инкриминира како кривично дело. Пред се воопшто и сексуалното вознемирување и сите други облици на сексуалната делинквенција, тука влегуваат и сексуалните кривични дела, се кривични дела што доаѓаат од една страна општествените односи, диференцијацијата на моќта помеѓу родовите и однесување што е научено, behavioralни техники кои што сторителот ги учи заради тоа што
нели го гледа тоа во општествената заедница и го сваќа како нешто што е прифатливо. Или што би рекол Сатерленд во неговата теорија на диференцијална асоциација, ако јас добивам повеќе позитивни дефиниции, условно кажано, за моето однесување од околината, тогаш ќе заклучам дека тоа е прифатливо. Дали во полицијата има или владе конзерватизам кога станува збор за бранење на така наречена феминистичка правда, особено воитноста во полициската и судската заштита од бруталноста на насилството врз понежниот пол? Па, не би рекла дека можеби не постои сигурно заштита на сторителите, меѓутоа, она што ми пречи низ годините е дека институциите навистина бавно действуваат кога станува збор за какви да било кривични дела кои што се поврзани и со кој да било облик на родово засновано насилство. Сите тие 9 жени со кои што разговарав, најголем дел од нив сториле кривично дело заради тоа што не дошле до помош кај институциите, така што во еден дел тоа се и полициските органи, како тие действуваат, дали действуваат брзо и итно, или пак се обидуваат или тие многу чести примери што се случуваат кај или партнери сте, порешете ги несогласувањата, не мора тоа да го решавате преку институциите, што е сосема погрешно, бидејќи насилството, пред се насилството меѓу интимните партнери има еден круг на 3 циклуси кој постојано се случува. Значи, ако некој еднаш го стори насилството, многу често продолжува, заради тоа што во фазите на почетокот се создава таа напнатост и конфликтни ситуации, за потоа во втората фаза се случи насилството и потоа доаѓа онаа фаза, условно кажано, криминолозите нарекуваат фаза на еден месец, каде што као нели се извинувам, нема да се повтори и тоа е круг, нели не завршува како права линија која што има точка, туку повторно се случува. Така што е многу погрешно кога жртва на каков и да било тип насилство, пред се кое е насилство меѓу интимните партнери или семено насилство, реши да го пријави истото, многу погрешно на жртвата да и се каже као ајде решете ги меѓу себе вашите несогласувања. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам за поканата. Почитани речи, тоа беше професорката од Битолскиот универзитет Ангелина Станојовска. Следвате уште едно издание на емисијата Трилинг, во која гостува професор Джидас Даскаловски, европратеникот Илхан Чучук, српскиот номинар Слободан Ѓоргиев, како и професорката од Битолскиот универзитет Ангелина Станојовска. Гледајте не и за 7 дена во исто време. Петок, 20 часот и 45 минути, во меѓувреме читајте не на triling.mk. Инаку, емисијата се реемитува и на регионалните телевизии низ Македонија. Довидување!